Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Местото каде што звездите отвораат душа, а ако не отварат самите, ќе се обидеме ние тоа да го направиме со серија она што се вели прашања на кои не може да нема одговор. Одговорите како и секогаш, некогаш вообичаени, некогаш или почесто барем работи кои нема да ги слушнете на ниту едно друго место, зашто на ниту едно друго место нема ништо слично како овде во Ништо лично. И денес една навистина ексклузивна гостинка. Дамата која својата 22-3 годишна кариера ќе ја заокружи во месец декември на 13 во Македонската филхармонија со свој собствен солистички концерт. А се започна некаде во далечната 2003 година, кога девојката или девојчето од спортско семејство, наместо да влета во спортот, влета во музичките води и остана до ден денес. Во меѓувреме, кариерата и почна на она познато надпреварување потрага под звезди М2 кој го правеше Македонската телефонска компанија. Не победи таму, ама беше една од оние кои беа забележани, затоа пак истата година на своето деби ја освои првата макфестовска титула. Го освои Макфест за, не знам, веројатно 10-11 години подосна, да направи реприза на победата и повтор пат да стане еден од лауреатите, ретките лауреати што имаат повеќе победи на најзначајниот во моментов македонски фестивал на забавни мелодии. Песните се редеа една по друга, се редеа и албумите. Не беше во дилема кога го снимаше во дилема и стана незен најголем хит во кариерата. Од тогаш наваму уште многу помалку или повеќе успешни или помалку успешни песни, растежи и падови, ама тоа е животот, тоа е кариерата. Како и во кариерата, така и во животот. Се додека не налета на човекот кој и приватно и професионално ќе биде веќе цела десенија незина придружба, незина верна сенка или незин лидер, а таа не му верна сенка во зависност од тоа кој каква работа брка, што по дома, што во професијата. Како и да е, нивната продукција Скендеровски стои за некои битни и важни проекти, а ние денес имаме чест и задоволство на гости да имаме Бојана Скендеровски. Добре ни дојде. Тони, добро ве најдов. Знаеш дека се радувам многу на ово интервју? Види, и логично е, и разбирливо е, се знаеме одамна. Не, затоа што знам дека ќе правиме интересен муабет, така и те најавив. Одамна не сум, прво не сум имала интервју со тебе од времето кога беше во МТВ, кога водеше прекрасно едно шоу кај што беше престиж да се иде. А втора работа што сигурно ќе бидат прашањата неконвенционални и одамна немам одговарано на нестандардни прашања. Ќе има и такви на кои некои посакуваат да си станат од столче. Добро бе, ќе се снајдам. Искусна сум. Добро. Ќе дојдеме до тоа. Кој што е редот во новинарството, знаеш и сама, си била и самата од оваа страна на микрофонот, како еден од водителите или главната водителка, а и една од авторите на она вистинско шоу. Јас ова го велам, подкастите ми се некако, како се вели, ток шоу од Али Експрес, ама такви се условите. Нема пари за големи студија и големи шоу програми. За жал, така е во Македонија, за разлика од другите простори, барем овие во обкружувањето, па и во светот. Сега да те прашам, велам, последното работа која се случува е некако најзгодна за прво прашање. Го споменав 13-ти, долго чекаше 22-3 години за прв солистички концерт. Треба ли толку многу багаж за да го се одлучиш да го разбиеш малерот, стравот, да го собереш или како? Веројатно беше стравот и комфортна зона. Значи, можеби некогаш јас сум многу самокритичен тип по природа. Можеби не изгледам така, но сум тип кој што постојано анализира и се критикува себе си. Другите би рекле повеќе самобендисан отколку самокритичен. Можеби самобендисан, не знам, тоа различни размислувања, но што нема ништо лошо во тоа. Колку си посамобендисан, си и посамокритичен. Да, ама сум самокритична многу и веројатно постојано сум мислела дека можеби не е доволно добар момент, можеби сум се критикувала себе си дека уште ова треба да го направам, до ваму треба да стигнам, волку треба да биде гледано и слушано. И
оваа година е 23 години од моето појавување, значи не е ни јубилеен, да речеме, некоја заокружена бројка, ама е доволно време да веќе влезам во таа некоја нова фаза, да речеме концертно представување на себе си. Да, требаше да го направам тоа порано, дури требаше да го направам, ако се сеќаваш 2008 година кога добив награда на Радискиот фестивал и некогашната универзална сала имавме нели термин како награда. Ете тогаш не го направив, а беше баш убав период во дилема и тој целиот албум. Веројатно универзална, така што. Да, за жал и апелирам дека што побрзо да ја вратиме назад, да ја добиеме. Ни фали на Скопје и на Скопје, ни на Македонија и фали дефинитивно. Филхармонија на филхармоничарите што. Не, убава си е филхармонија, ама тоа е поинаква сала. Значи, еве јас се спремам за друг тип музика се спремам за концертот, еве сакам да имам играчи, едно прекрасно студио, да, танчери од струга се, многу се спремни, ама сега си велам сцената е каскадна, таа е бара акустичен амбиент, така да, еве, да не излезам многу од муабетот, ќе се надевам дека ќе добиеме таква сала, како што треба за, еве, вакви концертни поп концерти. И да се вратам на муабетот за концертот, да, требаше да излезам од комфортна зона, да, требаше да се охрабрам и да, требаше да поработам за да организирам концерт. По дома те натера или само се одлучи? Не, верувај, моја беше идејата, Васе имаше идеја да тоа биде следната година, можеби, ама еве за следната година излегува некои нови планови проектни, така да оваа година мора да се случи, не мора ништо, ама јас сакам да се случи да американците имаат една изрека eat the frog, значи изеди ја жабата и преиди во следното. Така. Бакни ја жабата и претвори се во принц. Да. Или принцеза. Што ќе видиме на сцената? Ќе имаме, како се вели, шетање по опусот од почеток до крај? Точно. Или како? Баш сите мои фази, од почетоците до некоја потака фаза. Од поп до R&B до се, и рап, и на крај завршуваме со народно. Или со Добро, тие не се на баш класични народни аранжманите. И изворни со модерни аранжмани, ајде да речеме. Така е, повеќе таа некоја или ново создадени всушност. Точно, значи не се на баш класично народни, ама се во суштина во изворот е народен, нели? Така. Така е. Да, ќе има се буквално пошто тоа сум јас во овие 23 години. Од она девојче која што повеќе можеби била несвесна што треба да пее, па некој и го поставил патот како Копров, мене во тие години, па подоцна мој избор, нели, во дилема и тие хитови, тие трендови тогаш, во таа некоја фаза и подоцна оние посериозни. Враќање на корените. Враќање на корените. Па да, види, тоа беше некој тренд кој што јас сум го анализирала, го почна Next Time, односно пред нас го правеа и по старите колеги, нели, преработките. Правеле од Triangle, Lepsi Soul, па Меморија. Така е, да не испуштам некој да не ме сватат погрешно и некако ние македонците, македонските изведувачи пак се враќаме на тоа. Некако тоа ни е нема бегање од некако тоа ни е некоја база ни е, не знам, така јас барем го доживувам. Да, тоа Владко Стефановски, Лепи Сол го правеа виртуозно на времето, па тоа има лична карта во суштина, нели? И некако не можеме да избегаме, и секој има некој свој начин како го изведува тоа. Така. Како едно девојче од спортско семејство споменав за тоа што татко ти бил и спортски работник, претходно и фудбалер и така натаму. Така е. Не заврши во спортот, туку заврши 2 леви нозе, 2 леви раси. Еве јас сум ја кажав сега и пред малку, ја можеби не сум ни пробала, ама ја се си мислам дека не ме бива за спорт. Премногу сум, како да речам, не дека не сум храбра да не се повредам, ама не ме интересира тоа. Не сакам физички напор. Тоа ли беше? Ај за денес добро. Не знам како ќе те разберат по дома, ама за физичкото напрегање, ама добро. Не, сакам да кажам, не сум тип кој што ете така спортски лежерно ќе се однесува и таква дисциплина некоја ќе лежа. Теретана ништо тоа. Имаме на трака за трчање дома и на нејзе си имам кутии. Ја купивме за еден спот.
Значи не беше ни намената спортска. Значи принц вика ми треба трака за трчање и Васе вика ајде супер, таман тракава и за дома ќе искористиме. И се пајажи паѓа. Абе не може ни да стигне пајажина, па ќе има еден куп куќи врз неа. Да, заврши во музиката затоа што тоа беше од најмали нозе се појави мојата желба и се има некој во семејството, не знам. Баба ми, ама не професионално, тоа си пееше за љубов. Да, по слави, по домашни роден дени кога се собереа. И упорна бе во таа идеја дека музиката треба да биде мој избор. Си све беше, знаеш, во Македонија кога ќе треба да се занимаваш со музика или уметност, се те одвраќа од тоа. Нели, сите ти викаат, ама во тоа нема пари, ама не се занесувај. Не протиката, ај певаљка ќе бидеш. Да. Прво певаљка, па некоја погрден израз за естраден уметник. Да, знаеш, така имаат некој печаток. За женско, нели? Да, тоа е проблем и некоја бариера, нели, некоја предрасуда генерално, што не е така, ама така на стартот кога ти сакаш така безкрајно да се занимаваш со тоа, се е против тебе. Нема услови, нема пазар, нема ова, нема тоа и сум водела ја такви лични борби и не знам како да кажам, и во мојот најблизок круг да докажам дека сакам ова да го правам. И дека можеш. 2003 година, спомнавме стартот, кој те пријави на потрага под звезди сам? 2002 само да те поправам, декември, да. Сестра ми. А 2002 декември. Па, знаеш, тоа е на крајот на годината. Тоа кај да е сега било пред 23 години. Да. Сестра ми ме пријави, инаку ми беше малку страв да се пријавам, зашто почнав факултети, моите, знаеш, како родители уплашени. Школа, пушти. Имај си ти дипломата, не знаеш дали ќе ти притреба. Така беше таа генерација. Ние бевме таа генерација кај што се мора диплома да имаш, мислам мора да учиш. Така е. Нема за ваканција, нема да ти дадат онака лесно. И сестра ми, пази, она имаше 14 години, тоаш ја 18, она 14, сега сестра ми ја прашувам за совет. Помалата похрабра. Она беше некако стално поозбилна. Значи, она беше второ дете и стално беше детето кое што не е толку карано, пошто она гледаше дека мене ме караат, па она си беше мудра. А учеше на туѓите грешки? Она си учеше на туѓите грешки, така ја патот го отвора, па она... И денес е така? Денес... Или не научи баш нешто од овие животниве грешки туѓи? Види, она си научи некои работи, веројатно сама си ги искуси, па си го бира својот пат и многу тотално сме различни. Значи, ја и она сме две различни персони. Да, ама затоа иста како татко ти во професијата. Да, ревизор. Да, и они се два слични карактери, кои што често пати имаат своји натегања, ама па исто размислуваат, така да добра си е таму кај што е тоа. Не си исполни желбата на татко ми да има некој да го наследи тоа, пошто првично му беше желбата јас да бидам тоа. Арно, ама ја имам други планови. Домашниот пазар и плановите на другите не се поклопуваат. Точно. Добро, не победи на потрага под звезди, ама победи Елена Ристевска таа година, така беше, нели? Тоа беше добра генерација. Два пати ти е судбина Елена Ристевска, еднаш на Евровизија, еднаш на ваква во меѓусемните надпревари, ма ќе доеме до Евровизија. Добро. Кажи ми, ти беше криво кога види, кога одиш на надпревар, јас барем одам надпревар да победам. Значи ја не одам да учествувам, јас сум и таков тип приватно, сакам во нештото што го правам да бидам најдобра. Се сакам, може не сум стално. Значи, некои мои критериуми, публиката го кажува последниот збор, нели, секогаш, ама одам со идеја да оставам впечаток, да бидам најдобра. Не ми било криво, ама веројатно сум сакала и јас да бидам победник. Добро. Не победува секогаш најдобрите, со си од респект на победата на Елена и на сето останато. Да, тоа не е стално така, и на фестивали и било каде, и во било кој. Види, она имаше супер кариера после тоа, се покажа дека еве вложија во неа, мислам, вложи продукцијата и направи добри нешта кои што се паметат и до ден денес, така да. Затоа истата година или ако било декември 2000 веќе следната година и првиот следен Макфест, како се вели, дебитанско учество и дебитанска победа. Беше шокантно. Победи ти или Копров победи? Или Копров победи? Не, види, имаше му доста муабети. Не. Со шах партиите. Не, верувај. Значи, ја ќе ти кажам, може не сме го зборувале никогаш тоаш, ние имавме 15 карти во публика. Татко имаше 15 карти и таа година беше со тројца мора да гласаш. Значи, не гласаш само за тој што ти се допаѓа, него ти мораш да имаш тројца што ти се допаѓа. И беше интересно што јас не победив само на главната вечер, него победив и на дебитантската и на полуфиналната. А таа песна Љубов се пишува, љубов се брише, па си покажа дека си го преживеа времето.
Луѓето ја сакаат таа песна, се слуша, не беше уште се врти ден денес. Така да Копров секогаш имало муабети за него, секакви, нели, човекот го почитувам бескрајно, ја го сакам, со него сум почнала. Често пати со неговите во разговорите меѓу нас двајца знам дека многу пати му биле наметнувани работи кои што не ги правел. Многу пати на фестивалите имал свои фаворити од своите песни, па тие не победувале. Мислам дека таа година господинот Копров немаше идеја дека јас ќе победам. Сакаше да ми помогне во кариерата, да, со песни, ама не, дефинитивно не. Мора да споменам дека... емотивно ме погодуваа муабетите тогаш. Так. Ги паметам уште. Ги паметам, јас затоа и прашувам, ама паметам уште нешто дека автор на текстот беше неодамна покојниот Аги Мионис. Да, само се случи некоја грешка во пријавувањето на песната и таа песна се вика Љубов се пишува, а остана текстот песна на Борченичовски, немам одбрана, затоа нема врска никаква со текстот. Тоа беше период кога Аги Мионис беше текстописец и он има навистина добри текстови напишано. Се уште не беше толку активен во, да речам, како во аналитика на политиката. Го паметам како човек кој што беше многу непосреден, ама беше поинаков тогаш во тој период. Зборам 2003 година. Поинако го доживував, барем јас, за разлика од времињата кога подоцна беше жесток соговорник. Јас од 78 го паметам и тогаш беше уште поинаков, времето на тој сендвич. Ја велам како моја соработка со него и како беше, човече, коинциденција, таа первијална вечер 25 октомври пеам со оваа истава песна која што тој ја напиша и тој беше денот кога почина Аги. Не знам, универзумов има некој мести, некој свој. Има некоја поврзана равнотежа меѓу звездите, не знам. Чудо, баш се сетив тој ден, викам леле и го напишав тоа на Facebook. Так. Има нешто. Еве остана да се пеат тие песни од него. Така. Жал ми е за Аги, ама веројатно тебе не ти беше жал заради тоа што не само што победи таа 2003 година, туку како му доаѓа 10, 11, 12 години подоцна и втора победа Маквестовска 2016 беше? 2015, да. Добро. Тогаш немаше многу, како се вели, галама околу твојата победа, веќе беше етаблирана, пејачка и позната. Ама и Маквестот... стално има, знаеш, она. Види, јас едно време кога бев... Стално има победени и поразени и она... Добро, кој изгубил има право да се лути. На времето, пред да созреам онака лично, како личност, многу се замарав. Ме погодуваше се. Сите муабети, сите рекла казала, сите... Додека во еден момент не слушав, например, муабети кои што се смешни до таа мера да едноставно тотално измислени ситуации слушаш. Ме разбираш што сакам да ти кажам. Така да, во тоа 2015 година беше сосема поинаков Макфест, со ревиски оркестар, имавме сосема различни аранжмани. Поинаква ти во еден... Поинаква бе, па морав. Таква беше песна. Како беше Цветови? Диви цветови, да. И така, музицирањето беше тако, така да... Така, имаше малку атмосфера на етно, и ако не може би етно песна... Ама повеќе ми се допаѓа оваа другава форма на Макфест, лично мене, ако ме прашувате. Макфест си е поп фестивал со таков изглед и мислам дека треба да го задржи. Да биде евровизиска форма, така ли? Так. Матрица и вокал. Да, иако мене ми е поубаво да пеам со оркестар, многу поубаво звучи, поживо е, полесно е за мене барем. Ама Макфест си го паметиме како таков и таква форма треба да има. Некои го паметат и со ревиски оркестар на времето, нели? Добро, да. Барем јас зборувам за себе. Така. Евровизија споменавме пред малку и таа 2006 година. Точно. Правилата дозволува со повеќе песни, и максимумот го искористи 3 песни. Ја 4 можев да има. Мене ми се јави и Бог да го прости Драган Вучич. Па ти можеше цел Макфест само ти да видиш. Цела Евровизија. Види, од оваа дистанца логички и стратешки тоа било глупост што сум го направила. Да си бидеш сама на себе конкуренција со 3 песни е нелогично. Мислам, не е добро за тебе.
Ама јас сам себе убио, што кажа, си путал нога. Точно. Од оваа дистанца стратешки ако сакате да победите на фестивал, а да сте единствената со 3 песни, единствената со повеќе од една, е тотална нелогика, така да, од овој аспект мислам дека песните ми беа убави, бев почестена да ме поканат авторите, ама не требаше да направам така, требаше да се концентрирам на една песна. И го ослободи патот да Елена Ристевска? Не бе, немав таква идеја да ја ослободувам. Не сакајќи сака. Не сакајќи, па види, не искуство. Јас сум била неискусна, веројатно татко ми. Елена победи со Нина Најна тогаш. Да. И долго беше една од нашите нај Да, и таа песна беше хит. Се до Тамара додека кои беа најдобро пласирани. Види, немало намера некого да му леснувам, ама на себе сум си отежнала. Од оваа дистанца, да. Би пеела ли на Евровизија денес? Денес во оваа форма каква што е Евровизија? Тони, ја не знам, ја искрено не можам да ја разберам сега Евровизија што сака да ми каже. Да, најголема желба ми е од дете да бидам на таа сцена. Ми е. Ама таа Евровизија што ја памтам е сега. Знаеш како, може би сум ја Евровизија Аба, а не Евровизија Гејвизија. Па за мене е Евровизија и Серта Перенер 2003-та, и Хелена Папаризу. Да. И Марија Шерифовиќ. Да. И сето она што сме се восхитувале како тоа било изведено и песни. Дали сум ја конзервативна, дали ја заустанав со времево, или пак не разбирам европски вредности, пошто веројатно таа е валјда за тоа некои европски вредности. Ама да излизате на сцена и да имате сатана, и да не пеете, повеќе да мумљате и да се дерете, и да нема песната строфа и рефрен, и да е тоа... Добро, и протежирање на ЛГБТ заедница и... Не сум против ЛГБТ, немој да ме разбираш погрешно. Геј-френдли сум тотално, но се има своји граници. И веќе некако музиката, таа евровизиската, барем што ја гледам во поголем процент... Евровизија станува геј парада, викаат. И па не е окей, са ние стрейт, што да правиме? Да гледаме на телевизија, не ме разбере погрешно, ама треба да има за сите вкусови, нели? Кажи ми, споменав ја дека излегувањето, првиот албум помина така некако како што помина, имаше некои песни, но не остави таков впечаток како подоцна овој вториот кој се појави во Дилема, кој беше вау, бум, и не само албумот, главната носечката песна, ама и другите песни кои се пеа и на радио се вртеа и по дискотеки. Така е, работеле и заедно и знаеме дека ги пеа и некои од другите песни, може би не сите 8, ама 3-4 сигурно. 100% допоминува одлично. Зошто не продолжи тој правец ако тоа носи, како да кажам, ако е добитна комбинација? Па, веројатно се промени мојот вкус и валјда некоја поинакво созревање внатрешно, некако повеќе подоцна, нели, и во други води запливав, и водителство, и некако јас променив каде јас сакам да се гледам. Ајме се за братшите води збор. Па добро, и си има своја врска во животот, нели, сите ситуации ти прават влијаат на кариера, така. Ти поместуваат некои нешта, нели, приватните. Така да повеќе никако не се гледа во тие R&B води. А и знаеш како сега имам и 41 година, не знам дали би можела да следам таков тренд. На 41. Ќе видиме на 13. Ќе биде Бил Билов на концертот? Не, Бил Билов нема да биде, ќе имам друг колега кој што ќе изведе таа песна заедно со мене. Има посебна причина? Па нема некоја посебна причина, долго време немаме некоја посебна соработка. Нема посебна причина. Така одлучив. Добро, ако е одлуката е твоја, моја да прашам. Да. И сега ако вака ги земеме сите стилови од првата песна до последнава, како се гледаш себе? Што најмногу ти лежи? Заветна? Не знам, Тони, јас сум размислувала што во суштина најмногу сакам да пеам. Да. Каква пеашка сакаш да бидеш? Ја ако ме прашаш мене, ја највише сакам да пеам рок. Four Non-Blondes, What's Up да пеам. Поп-рок музика, Шер сакам да пеам, мислам. Секој пат сум гледала да биде тоа и нешто што е во моментот
Ама кога пееше по локали, пееше и тебе сам сит кафано меѓу другото, или такви некакви веќе. Добро, никогаш, види, ово е Балкан и сега никогаш се вклучувале и такви работи. Генерално, значи се улетувале и балкански песни, да речеме. Тоа е дел од сечи репертоар. На For Non Blonde нема бакшиш. Не сум работела генерално, јас никогаш за бакшиш, не сум била тој тип на пејач, сум гледала да има, нели, забава, интересно да е добра журка. Да е добра забава. И затоа не можеме, ние сме ограничени во тој дел дека можеш баш да си пееш што сакаш за душа. Така, сепак, ако вака добро размислам, а пробувам да се сетам, ама тешко ми оди, веројатно е до годините и деменцијата, не Добро. знам. Дементен не си. Дајте било таму, може ќе ми текне. Ама знам дека ти всушност не почна како пејачка, туку како водителка. Точно. Имаше рефреш беше? Рефреш ја памтиш, знаеш. Добар си, не си уште. Не треба било благодарам. Не си дементен, не, добар си уште. Одамна беше тоа. Кругот се затвара некако полека, а почна како тоа, како водителка, па за малку ќе завршеше и како водителка, иако и денес имаш, она ти помага на сцена веројатно кога си. Да, водителството ми е втора љубов. Зашо не остана во водителството? И зашто подоцна му се врати со улица Македонија? Да. Па, веројатно сакав повеќе да пеам. Тоа беше пресудно. Тогаш на 16 години почнав како водител и добро ми беше, убаво ми беше, имаше фидбек, ама пењето ми беше некако поголема желба, повеќе ме исполнуваше веројатно, повеќе ме Викаш, дечки повеќе се палат на пејачки него на водителки. Не, дечки, никад не ме водело таа. Мислам дека дечките се палат на убава жена паметна и на таа што е успешна валја во секоја кариера, не знам. Бегаат од паметна, од убава. Бегаат, да, во тоа си во право. Се жалат другаркиве кои што немаат партнери дека многу полесно било на жените други. Мора да се многу паметни другарките тогаш. Еве сестра ми. Ама она е убава, јас ја знам. Па не било тоа доволно валјда, убава и паметна валјда не било доволно. Јас сум излезена од таа приказа, не знам, ама ја што ги слушам. Не било доволно, премногу е за некого. Тоа не ти треба да кажеш за критериумите на мажите во денешно време. Или е убава или е паметна, ама. Види, дали тоа некој општествен феномен, па полесно е да слушаш кратки песни, да гледаш кратки глупи видеа, да бираш такви партнери, некои кои што не знам, така полесно ќе се да не кеш многу да се мачиш, дали е такво време во Па се си има врска? Мислам од секогаш дека мажите бегале од силни жени заради тоа што прво живееме во такво поднебје кое, знаеш како. Не бе, имам другари кои што имаат навистина паметни жени. Еве и мојот сопруг, не зборувам јас. Да. Не за сите исти. Не зборувам за исклучоците, зборувам за генералниот став, односно на масата, ама од друга страна, сега прашањето е кој како сака, кој каков избор има и кој каков капацитет има да се носи со партнерот во не само во како се вели емотивните работи, туку и во интелектуалните. Ама и жените не треба да ги кочат по своите партнери. Има и жени кои што ги кочат своите партнери. Не е стално дека мажите ги кочат жените. Тоа е моје размислување. Верувам дека е така. Треба да е обострано. Имам другари не ги пуштаат у кафана, например. Па добро, са така кафана, нека биде дозирано. Ја баш ми не го пуштам секој ден да глави во кафана. Ама никој не иде по секој ден у кафана. Шегата на страна. Треба да има разбирање во секој случај. И компромис, валја капацитет некаков. Така е. Ајде тонка вади од прашањата. Кога сме кај бебе, почнавме да начнуваме приватноста и морам да те прашам за приватноста. Повели. Кажи ми, сметаш ли од денешен аспект дека после еден брачен бродолом тешко се доаѓа до она да се осмениш, да се пуштиш во втора сериозна врска или во подолга сериозна врска или генерално да влеташ повторно во брак или само до тебе лично е. Или едва чекаш да дојде некој што мислиш дека е тој. Се тоа е индивидуално. Постојат луѓе кои што после брачни бродоломи, значи буквално не можеле да се справат со себе или со таа, да речеме, некој или манастир или шипка завршуваат. Не бе, сега до шипка не. Или пак луѓе кои што сваќаат дека тоа е едно завршено поглавје,
го затворам и сигурно ме чека нешто добро понатаму. Значи не е крај на светот, така да јас сум од тие типови кои што знам кога треба нештото да заврши, да го спакувам и да вртам нова страница и позитивно да гледам на нештото. Значи, јас сум барем таков тип на човек кој што така функционира во животот. Не само за приватен план, него и за професионален. Така да, јас немав таков проблем. Веројатно, тоа нештото што завршило, требало да заврши за да ме дочека нешто поубаво. Ако судбината ми била поинаква. Зборуваме за паметни жени, зашто не било проценката ако не било веќе добро порано да заврши? Види, се е во различна возраст. Некогаш си незрел. Шанса, трета шанса, пета шанса. Некогаш си незрел, некогаш си неискусен, некогаш не знаеш што сакаш, некогаш ти треба да научиш од грешката за да знаеш што треба да биде. Нели? Некои луѓе учат од своите грешки. Некои учат од другите. Дали искуството од своите грешки ти помага да бидеш поуспешна сега во се ми помага, да. Во се ми помага во животот, на пример, зборам за приватниот живот, зборам за брачните води, за односи. Да, затоа што ние кога сме помлади, една димензија имаме и поглед за бракот, нели? Особено додека не влезете да функционирате со некого. Значи, кога си кај мама и кај тато. Заедно. Така е, кога си кај мама и кај тато, нали сите е средено. Сите сме фраери женски. Точно. Така? И затоа многу врски долгорочни завршиле во моментот кога ќе влезат да функционираат заедно. За да функционирате заедно и да градите семејство и да делите и некој да ви е поддршка и се, знаете каков тип на човек или партнер треба да барате. Кажи ми, од оваа дистанца, најде кај беше грешката тогаш, а знаеш што е предноста сега? Приватниот живот. Да, за приватниот живот. Мојата брзоплетост и мојата некомплетна зрелост во однос на како тоа треба да изгледа животот во пар. Значи и како тоа каков партнер треба да одберете за да имате зависи каков живот сакате. Јас на пример сум тип кој што е патриархален. Така сум живеела дома, така сум гледала примери од моите родители како функционирале и тоа за мене било база по која што сум се водела. Сега, кога сте помлад, не знаете кои карактеристики треба да ги има вашиот партнер за да градите такво семејство. Така да, многу сум среќна што можеби сум имала прилика да имам таков пример дома за да знам што да одберам во животот. Добро, ама сепак понекогаш животот носи многу стапици, понекогаш може да упаднеш во некоја како што се случило така. Види, многу чести се тие ситуации, не сум само јас и често пати се случува тоа затоа што треба да се бира паметно во животот. Ајде да те прашам вака. Кај се најдовте со сегашниот партнер? Точно ли е дека дошол на твоите настапи и дека таму те видел во живо и дека не знам, порачал песната или пријателите со кои бил на маса и така тргнало се? Не. Мене со супругот ме запозна заеднички пријател. Ама не на тезга, така? Не на тезга. Мислам на твој настап некој. Не, воопшто не. Не запозна. Ова чашискиве муавети. Да, не е така, не. Не запозна Трајче 3 шешира. Аха. Трајче 3 шешира, да. Трајче имаше работа нешто со Трајче мајка на него. Да. Они соработува во другиот дел кога Васко работеше во една голема фабрика и Трајче нели има своја некоја приватна фирма со која што соработува, а јас и Трајче во тој период. Да, добро, Трајче е мултитаскинг. Го поздравувам во овој момент. Го сакам стварно како човек. Апсолутно пријатели сме. Да, и доби чевли и патики што ги бараше, ми ги бараше едно 5 години мислам ме молеше за патики, се шала ме молеше. Ти следеа, требаше да ги дадам. Така е. Не запозна затоа што има некој состанок, а јас и Трајче требаше да договараме за некој настап. Нешто требаше да договараме, тоа беше 2014 година и така случајно се запознавме со Васко. Буквално беше случајност. Васко не следеше многу македонска музика. Тој беше човек кој што си беше во друг бизнес. Во друг бизнис,
Таа фабрика беше надвор од Скопје, многу време не ни поминуваше во Скопје, немаше. А и не, он спортот, футсалот и работата. Да, и селектор, Васко Скендеровски, селектор на македонската футсал репрезентација, меѓу другото. Точно. И не ни пратеше многу од мојата кариера, мислам, не ни знае. Можеби слушнал нешто, запратил, ама не беше тип кој што прати шоу бизнис. Па не беа згодни така фудбалерки, мораше да се прешал. Не, немаше женски фудбалерки, он само за машки работеше. Да, во футсалот нема женски. Нема, имаше некој обид за футсал женска лига. Во фудбалот има. Па има и згодни некои. Абе нема ако те слушнат сега, зашо? Не се сите така. Не знам во футсалот дали има. Не, во футсалот не знам дали има, нема футсал и женски, нема. Ама фудбалерки има, по некој. Има по некој, да. Јулија Живич, да речеме. Не знам дали ги знаеш, ама не ги знам, јас се знам Наташа. Добро. Наташа игра надвор во Барселона. Ево, понова генерација. Леванте, мислам, не знам каде. Така и многу е успешно. Така е. Добро, и тоа е првата искра. И после како пламна тоа, мислам. И после тоа не ангажираше, знам дека во таа комбинација да пееме новогодишна, предновогодишна прослава. И спонтано беше. Мене искрено, веројатно ни тој ни јас не сум замислувале дека ќе бидеме во таква некоја комбинација. Прво дружевме. Мене беше премногу сериозен Васе. Беше многу озбилен тип, што би рекле. Преозбилен. Онака баш дури строго ми делуваше, а воопшто не е тако приватно, мислам, тоа е изгледот лаже тоа. Да, изглед, да, па и за мене исто. Така да спонтано некое дружење беше, некоја. И за тебе лажи изгледот. Па ти викаш само бендисана, воопшто не сум. Само многу сум само критична. Да кажам уште нешто. Ај не кажај сега сепа. Сум слушала, сум читала се и свашта, така да. Добро. Да не им даваш инспирација понатаму. Не, апсолутно. Не, апропо физичкиот не убавината туку како делуваш, строго стана. Строго. Понашки што би рекол караконџула. А караконџула, да. Добро, не сум до толку, не. Да. Малце. Знам, дозирано. За тие кога ќе се налутам. Знаеш да експлодираш на момент. А па ти? Добро да. А па ти? Некои имаат краток фитиль. Welcome to the club, се вика, или тоа. Види, ја ги сакам луѓето со краток фитиль, знаеш зашто? Бар се искрени. Точно. Ако не друго. Значи јас знам со тие луѓе кои што реагираат, ние мижи бутај што чуваат. Од тие да се плашите, тоа еле знаете што мислат, а овие кои што реагираат одма, тие се најчесто најголеми емотивци. Така. И се срчани играчи. Јас тие искрено во мојот живот луѓето што ги имам, повеќе ги ценам. Ева, ка сакам да те прашам, дали сметаш дека врската, односно бракот подосна со Васко Скендеровски, ти ја воскресна кариерата, не само на пеачки план, туку пред се и на водителскиот, и тогаш тргна Улица Македонија. Да, он беше најголем, така. Која беше, соработувавме, бев и дел јас некое време од тој проект, заедно со мојата колешка Слободанка, но генерално мислам дека не само заради и пред моето учество во незе и после моето учество колку остана време, беше еден од подобрите проекти и мене интимно лично ми е жал зашто тоа не постои. И мене. Па не постои, мислам дека беше урнек за како треба да изгледа ток-шоу, во кое да има содржаен муабет, да има видеодел, во кое да има музички дел. Работеше тим луѓе таму, не беше тоа. Не било какви гости и така натаму. И мене ми е многу жал. Речи си колку, 100 епизоди, речи. Многу, 4 години, па таа толку беа тони, да. Види, ние сакаме да правиме нешто, да нема да ме сватиш погрешно, културно, плюс и едукативно, и се како што треба, и одеднаш имаш наплив на се и се што, со кој што не можеш да се бориш. Што беше проблем? Парите, гледаноста? Па генерално парите. Парите, затоа што ние не можевме да најдеме спонзори. Значи, идеш, чукаш кај спонзор и... И што ти вика, нема топлес таму, не може да... нема деколте. Не се заинтересирани за македонска продукција. Ти вели компензација, ќе ти дам 4 вина, 5. Добро да ќе ги покажеме и спиеме, ама со 4 вина треба луѓе да ги платиме што работат. Ние со Васко долго време плаќавме од своја сметка, нели? Васко беше он е и таков тип кој што е цело време полн со амбиции, ентузијаст, упорен, издржлив, ама еден момент некако се усетив дека постојано треба да вложуваме, а не знам дали ќе имаме некогаш фидбек. Тешко беше многу.
Например, главните приватни телевизии не беа заинтересирани за проектот. Добро, одеше на некој од главни. Да, одеше, да, ама и во почетокот, па и подоцна. Требаше да добиеме. Која колку поглавна, не знам. Па не сакам да кажам во принцип тие што се нели погледаните. Не добивме некоја огромна, да речам, поддршка за да дојдеме до степенот да добиеме и сериозни спонзори. Сега и тука веќе ентузијазмот ти бледне, иако и јас жалам што не го имаме сега во етерот да биде некој пример како треба да изгледа. Така. Едно ток-шоу. Така. Па, искрено речено, подкастите се видна тоа, ама далеко од тоа како ги замислуваме веројатно и јас и ти. Ама туни јас се цело време зборувам, постојано не канат, нели? Подкасти, сум била во многу. Ние постојано зборуваме, ние пејачите каде ќе пееме? Тоа зборувам. Значи, ние цело време дебатираме, луѓе, ние треба да се представиме некаде. Не сте говорници, вие сте уметници. Да, значи, супер се, има одредени емисии интересни и содржајни, еве ќе кажеме некоја друга работа што не ја знаат луѓето за нас, размислувања од сите теми, ама ние треба музиката да ја представиме некаде. Мислам, само правиме муавет. Нели? А улица Македонија имаше се. Имаше се, дефинитивно. Нели? И видео, и муавет, и песна. Така е. Тоа е тоа. Да, ја воскресна мојата кариера, да ти го одговорам прашањето, да не заборавиме, затоа што тој е човек кој што е менаџер. Јас имав среќа да менаџирал фабрика или продукција се. Буквално се. Тој е човек кој што буквално менаџирањето го носи во себе. Јас на пример не знам да се менаџирам, јас сум емотивна и тип кој што реагира и сега некогаш ќе избрзам со некоја моја реакција, а не треба да избрзам или треба да бидам малку пострплива, поинаку да и така натаму да гледам на нештата. Сега тој го има тоа се и затоа сме добра комбинација и затоа ми помогнал многу во мојата кариера во тој дел. Значи и за тоа и за дома тоа важи. Како се вели она, ако си убава и паметна, попаметниот би требало да попушти или паметниот не е толку веќе будала за. Добро, научив и ја да попуштам, не зафркавај. За семејна хармонија. И тоа сога дори. Кој повеќе попушта за семејна хармонија дома? Па добро, обострано. Добро, вас е малце поише. Ама добро, обострано е. Обострано е. Научив и јас дека некои работи не треба да ги правам. Да му се јавам да прашам. Овде некој вара, лаже или не знам. Добро, попушта, ама не, ја морам да правам компромиси во однос на некои работи, нели, што знам дека не му се допаѓаат или зборам за домашни работи, како функционираме. Така, жена, мајка, смешни. Кралица, родители се остваривте на две прекрасни дечиња. Така. Имам две прашања. Прво, Повели? Жена, мајка, кралица, ама дали и куварица или готвачка што ви рекла? Немој така. Немој да мислиш за мене. Не прашав, не реков дали. Реков дали, не реков не. Готвам, значи кога можам, а можам и во последно време почесто, особено зимските рецепти. Слабуњав мисля некако човекот. Мон таква му е генот таков. До генот, не е до готвачката. Таков му е генот. Не си го запратил. Јас се смеевме, баш гледавме фотографии. Значи гледам фотографија, јас трудна, вас е здебелен. Ја пак трудна, вас е пак здебелен. Викам, вас си ме прател, викам, значи во чекор имало они такви епизоди. Повеќе морал човекот. Да. Тоа се готвело пообемно за себе, па морал. Готвам, сакам да бидам и види ја дома и чистам, мислам да не се разбереме погрешно. Сум тип кој што мисли дека може тоа да го направи најдобро, го правам тоа. Так. Ги споменав и дечињата, машко и девојче, Искра е поголема, така ли? Не знам години су, веројатно 8 и 6. 8 и 6. Кој е по музиката, кој е по спортот или се по нешто 15-то? Види, имавме ден убит Гого да го правиме фудбалер, ама тој е се уште мал, 6 години, се уште во фазата жешко ми е, ладно ми е, ми свикна, ми направи кракавиците, тоа, значи уште е валјда незрел, иако имаше некоја желба, а Искра веќе оди на музичко, на солфеш, значи, и сака да биде пианистка. Девојчето на мама, машкото на тато и на дедо. Иако ја мислам дека и Гого има сериозен талент, музикален е, ама знаеш машките го имаат тој проблем, деве јас со фудбал не ме интересира, тоа е женско. Може подоста ќе отвори што велат. Ајде ќе го чекам. Јас ќе го чекам. А имам желба, ја би сакала ако се талентирани и сакаат да им помогнам во некој дел каде што моите родители немале искуство да ми кажат,
а јас го имам. Па не си играла фудбал за тоа. Да. Види, фали такво искуство да знае некој да те насочи баш како или да те утеши или да има некои релации, конекции и така натаму. Иако понекогаш знае да биде меч со две острици, оти некој па со сила ги туркаат децата. Не сум за тоа. Види, не можам да ги натарам со сила. Ако едноставно не сака да пее, ја да ја терам, мора песна да имаш за Златно Славиче, мора да пееш. Јас ќе чекам. Си имала обиди за фестивалче детско за албум? Не сум имала обиди. Сум ја прашала дали сака, ми кажала не. Поточиња Златно Славиче. Рекла дека не сака и тука тоа го почитувам и нема да идам по секоја цена. Срамежливо е веројатно. Срамежлива, иако ми праќаше наставничката од музичко некои аудио снимки каде што пеат нели вежби. Интересно, има сериозен слух, точно е, ама не се опуштила да пее. И нема да ја терам. Ќе се опушти. Не сака да биде ни на видео. Снимавме едно видео за Запејте сите ангели преработката. Мислам се гледа и на видеото дека она е намрштена и едва чека да заврши, не ме малтретирај. Да избега. Значи не ме малтретирај. Добро, како се вели, знаеш како, со тек на времето веројатно нештата се менуваат. Можеби ќе се променат. Ќе видиме. Така. Проектот она што ти ги обележа последниве години, тебе и нескандеровски продукција, а веројатно и на севкупниот македонски амбиент, проектот Македонија во срцете носиме. Чија беше идејата и од каде потекна целата приказна? Моја беше идејата. Верувај. Добро. Моја беше идејата, со Васко сме размислувале дека ние како продукција, ние работиме, имаме видеопродукција и дека од секогаш таа видеопродукција била направена да прави проекти. Дали телевизиски, дали музички. Емисии не би. Да, и сме размислувале што ние како продукција, нели, да направиме. Што повеќе би допрело до публиката во тој даден момент. Јас заветна ја пеам од 2009 година, од времето на Зајди Елена Ѓоргиева кога ја водеше. Тоа беше моето прво пеење на заветна и тие песни секогаш сум ги сакала, особено песните на Пепи Вовтировски. Потајно во мене секогаш онака тлеело не народњак, ама некој што си го носи тоа македонското во себе. Убаво ми било додека ги пеам, а и актуелно беше да се пеат тие песни. А пратејќи ги колегите дека сите они пеат во својот репертоар, не зборувам сега за доајените Сузана, Науми и Миле, и помладите, сите кокетираат со таа музика, сватив дека во тој даден момент такви песни, родолюбни, на народ кој што во моментот му е срушено достоинството во тие 2022-2023. Така е. Мислев дека ако заедно го направиме тоа, дека ќе има голем отстрел. И не погрешив. Затоа што јас како сама, како единка да направев само албум на такви песни, немаше да има таков ефект како што тоа го направивме заеднички. Да. Добро. Сега да прашам две прашања. Повели. Во меѓувреме се појави една верзија со Дурловски и Андријана Јановска, која оваква. Таа беше порано од мојата. Тоа зборувам и сега тргна и муабети на естрадата. Некој вела дури имало на конфликт на интереси, што би рекле. Добро. Она што велат ММ е кој прв почна. Да. Ама прв почна Владо Јановски прв ја преработи, ако зборуваме. Така. Да. Во оние имаше исто преработки. Да, кога сме кај проектот Македонија во срцете носиме, сличен проект токму со Николче Мицески како човек кој ги прави сите аранжмани. Имаше и порано и излезе тој проект во времето на го паметам. На кога Груевски беше премиерчино. Точно. Така што некои велат, сега овие го ископираа истото и само си го препишаа себе си. Не си препишуваме ништо, секогаш имало такви проекти, таков проект имало и во времето, мислам дека Роберт Саздов правел не со преработки, ама со такви родолюбни песни, да. Можеби нешто имам испуштено. Тоа ќе има и после нас, значи да разбираме. Сигурно ќе има. Во времето на 2001 кога се правеа преработки на не преработки, туку се правеа оригинални нови песни.
мојата маленкост учествуваше во тој проект, јас го координирав, а работеа од Огнен Неделковски до Роберт Саздов. И добри песни излегоа тој проект. Не знам, Звонете чекори, така е. Македонијата сакаме и така натаму. Види, секогаш ние топла вода не можеме да измислиме. Само треба го вклучиме бойлерот. На време. Точно. Тоа се варијација на тема. Ама дека ние македонците си ги сакаме тие песни и дека тие секогаш ќе поминуваат кај публиката и дека публиката се врзува со нив. Емотивно се врзува, значи тоа не може никој да ме порекне. Ќе ги има. И понатаму ќе ги има. Така. Сега да прашам, некои и повеќето веројатно се го одобруваат, некои се воодушевени, некои го одобруваат проектот и така натаму. А имаше и такви муабети дека што е ова сега сквернавење на оригиналните песни. Сум слушала. Не знам какви се тие аранжмани, размечени. Види, тоа е вкус. Тоа е вкус. Вкус или злоба се има. Се помалце. Се помалце има. Јас затоа ти велам како созреав, сватив да не ги слушам сите муабети. Да гледам како реагира публиката. Значи, генерално како реагира публиката. Има различни во публиката реакции, ама генерално најголемиот процент дали им се допаѓа. И во публиката има провокатори, секогаш има секакви. И секогаш ќе ги има, нормално. Сега, ако почнеме секого да го прашуваме како мисли, што мисли... Никогаш ништо нема напреш. Никогаш ништо. Ние во тој даден момент сме сметале дека тие песни треба да бидат таква верзија, да може да се свират со филхармониски оркестар, како што беше лани концертот. И мислам дека не погрешивме. Да, ама најмногу опозицијата и некои опозициони, условно речено пејачи, екипата ја нарекоа на партиски пејачи, дека ги делите естрадата делите на наши и ваши. Како ги делиме? И така натаму, и така натаму. Ја не знам како ги делиме. Што нашите се оние кои се поблиску до партијата која тоа го финансира, во моментот е на власти. Се нашите, а овие другите не ги играме. Не. Пеачите биле бирани исклучиво тие што сакаат да пеат такви песни. Што ги чувствуваат тие песни, кои што од секогаш го правеле тоа, а и нови генерации кои што сакаат да го прават тоа. Меѓу кои Мина, Марија, Огнен Здравковски и така натаму. Така да, јас да можам да има 20 пејачи, 20 би ставила, реално, ама не може, условите не го дозволуваат тоа. А на крајот на денот, ние таму не пееме во тие песни, не се тие песни кои што пееме ние гласајте за оваа партија, тоа се песни кои што постојат од пред 30 години. А некои постојат пред 130 години. Точно. Значи, тоа ми е многу мене смешно. Сега ова ВМРО-вски проект го направиле да им перат мозок. Како да им переме мозок? Ние не пееме таму песна во која што повикуваме гласајте за овој, гласајте за тој. Ние пееме македонски родолюбни песни. На плоштадите, низ градовите се поканети сите. Ние не бираме оваа публика или таа публика. Луѓето сами си ги прават предрасудите. Еве, например, ако власта направила таков проект, зашто опозицијата не си направи некој друг проект? Па не сами, социјалните мрежи ги употребуваат или злоупотребуваат за нели сопствена пропаганда или антипропаганда, како сакаш кажи го. Многу е лесно така да кажеш или да напишеш. Многу е лесно, дај Боже, сите партии и власти да прават по некој проект. Нека биде драмски, нека биде музички, нека биде стендап. Еве сите нека поддржуваат македонска култура, нели? Добро. Некои невладени организации те обвинија за овој, како се вели тоа, дека Скендеровски продукција го собра кајмакот и сите пари, стотици илјади евра, за овој под, како се вели, зад плаштот на Македонијата во срцето носиме. Добро. И се обиде да демантираш и демантираше. Јаве Федор, тие кои објави едното и другото. Да. Така што... Добро, ти професионално. Како велат, стапот има два краја, а новинарството има две страни, нели? Тоа беше ситуацијата со дека сум земала еден од најголемите хонорари во државата. Беше сума од 13.000 евра.
Значи, дај Боже, јас да дојам во време кога ќе земам лично за себе, како изведувач, хонорарот 13.000 евра. Па еве го кај да е концертот. Тешко тонка од концерт не забраат толку пари. Тешко повеќе вложуваш од колку што зимаш, знаеш и сам. Дека концертите се повеќе имиджи, љубов и така некоја пиар, така е. Во тој даден момент мене ми беше шокантно, да, така изгледа како облик. Но тоа беше менеджерски договор, продукцијата за сите. Сега мене ми е срам што математички многу лесно може да се пресмета колку чинел хонорар поединечно за еден настап на колегите. Ќе ги поделиш по пејачи. Срамота е, луѓе. Просек, а некој испод просек, така што. Да, толку беа хонорарите. Да. Повеќе чинеше правењето на проектот, песни, спотови и слично, и екипата која што мести бина и светла, отколку хонорарите на пејачите. И тоа е жално што е тоа така. И дај Боже, јас се шегувам на таа тема, многу пола од луѓето мои блиски река, бе, што ќе демантираш, нека мислат дека зимаш 13.000 евра. Како викам да мислам дека зимам 13.000 евра? Не, друго ују па ќе ти дојде на врата утре. Види, нека дојде, јас секако што го добивам тоа на сметка, морам да платам или да платат данок за мене. И јавно ги покажа документите. Така е. Значи, дај Боже ние да дојдеме до тој степен да можеме да заработуваме, тогаш и македонската сцена поинаку ќе изгледа и многу повеќе вложувања ќе има. Ама далеко сме ние од таа приказна. Сакам да те прашам уште некои нешта поврзани за последните настани кои не се случуваат. Од Кочани, преку Цеца, па до Аца Лукас. Едно, друго и трето. Си пеела и сама по клубови и си пееш веројатно. Така на моменти по дискотеки сме биле и заедно, знаеме како тоа изгледа. Генерално требаше ли ни се случи Кочани за некој да стави прст на чело и после Кочани имали некој да тргне да ги реши работите или секој чудо за 3 дена, катастрофата невидени размери? Не смееше да ни се случи на Кочани. Ама кој ги слуша па уметниците? Ние сме некако секогаш последни на списокот, затоа што има нели многу поважни работи кои што треба да се средуваат во државата 30 години наназад. Што ви рекле последно дупче на кавалчето. Така. Значи, да, и ДНК не сакале да настапуваат во такви клубови. Ја не сум сакала да настапувам во слични клубови. И јас сакам да ми се плати на сметка и да имам договор и се да биде подмирено. И данок платен на државата. Точно. И значи, хотел и така е. Тоа покажа колку таа немарност, ајде нема врска, тоа е само еден настап. Ајде што има врска, тоа е диско. Сите тие делчиња и работи кои што не сме ги поправале, доведоа до една огромна катастрофа. Ќе се согласиш со мене дека естрадата треба со закон да биде регулирана? Дефинитивно. Во некакво, дали е за култура, дали е за... Мора да има тело, го кажа и ти, и те поддржувам за тоа максимално, имаш искуство и се и баш убаво го срочи, дека ние мораме да имаме организираност. Значи мора да имаме тело, мораме да имаме организираност, мора да бидеме заштитени, мора да имаме и на крајот на денот и изведувачки права, продуцентски права. Значи ние сме тука како дива лига. Добро. Така функционираат нештата. Конечно не смеа да бидат условите не за работа, туку генерално за оние кои доаѓаат од надвор и оние кои се домашни изведувачи. Процентот и веќе ти кажам во мојот пример. Значи салата која што јас ќе ја платам на Македонска филхармонија исто чини колку што ќе ја платат Фрајле или португалската фадо пејачка Марица што беше, така. Или Божо Вречо или сите. Како јас сум заштитена во мојата држава? Ама велат за минатиот концерт од Македонија во срцето носиме гратис, те ја добиле или и додава не било? Или ослободени? Да, затоа што беше од национален интерес. Значи, таа е од национален интерес поради фактот што таму се пеат родолюбни песни и тоа беше поддршката од Министерството за култура да ни се даде салата, пошто едноставно немаше да можеме да одржиме концерт затоа што не можеме да ставиме карта од 2-3 илјади денари за да платиме 12 пејачи,
50 инструменталисти, промене распишување на аранжмани, сето тоа чини многу пари. Да те прашам нешто, тука една мала дигресија. И некста им пеат родолюбиви песни во Јане Сандански, па не беа ослободени. И меморија пеат во Борис Трајковски, дел од репертуарот родолюбиви, па не беа исто ослободени. И мислиш ли дека кантарот треба да биде изза сите? Треба да биде изза сите и треба да добијат сите. Значи тогаш ние сме успеале да добиеме можност заради тоа што финансиски немаше шанси да се издржи, ние на 880 седишта да наплаќаме 3000 денари за да можеме да го покриеме целиот концерт. Значи невозможно е. И да платиме сала. Така. И да има некаков фидбек. Значи математички нема шанси, неизводливо. Тоа беше тоа што го добивме како поддршка од Министерството за култура лани и јас апелирам, да, тоа ти е добра идеја. Треба сите изведувачи во Македонија една идеја да дадам како да се поддржи македонската музичка сцена или да плаќаат символично за салите да бидат ослободени. Па како сакате македонски концерти кога една од најголемите ставки во нашите организирање на концерт е салата. Трошоците. И то добиваш гола сала, ни сцена, ни светла, ни ништо. Значи, секоја чест на сите оние кои што организираат концерти. Македонски изведувачи што се охрабруваат. Навистина финансиски премногу голямо оптеретување. Ете еден модел како можеме да ги поттикнеме да прават повеќе концерти. Така. И да имаме естрада која ќе се носи порамноправно ако не исто со соседството. Ама јас дома треба некако да имам некаква бенефиција, нели? Така. Значи не може јас и луѓето што доаѓаат од надвор без разлика од кој дел сме исто дома. Увозната стока, роба не е иста со има царина, така? Точно, не е иста со домашната. Ама кај нас во моментот во однос на во однос на уметноста е исто. Точно, баш така е. Добро, не ми одговори за случаите со Цеца Јаца Лукас. Види, не знам за Цеца конкретно што ти е прашањето. Прашањето ми е знаела или не знаела и требало ли да знае чие знаме вее и нагрнува и го бакнува ако веќе доаѓа во Македонија? Ја не сум настапувала надвор од Македонија да бидам гостинка во некоја земја каде што ме викнале нели како македонка па треба да носам нечие знаме. Ако пееш во Белград па албанско знаме награнеш, знаеш што ќе ти се случи? Не сакам ни да помислам што ќе ми се случи. Или на Косово знаме. Прво мислам дека ние со србите сме толку блиску физички за да тие знаат што нас тука ни се случува и неправди какви ни се случуваат во однос на тоа прашање. Втора работа можеби на концерт во една земја. Дали не следела политика ни домашна, а камоли нашата? Добро. Океј. Да. И сега кога доаѓате на концерт во една земја, можеби не треба никакво друго знаме освен таа земја. Нели да носите на себе ако е некаков поздрав, гест, љубов према таа публика. Трето, мислам дека тој нејзин гест беше направен чисто од нејзини комерцијални причини. Што значи тоа? Тоа значи дека таа има свои закажани концерти во Бугарија и дека... Значи не е незнаење. Па, таа тврди дека не знаела дека не имаме проблем на таа тема политичка, ама дека си го превзема тоа знаме за да си ги испочитува своите бугарски фанови затоа што следат концерти во Бугарија, мислам дека од таа причина беше направено. Значи пиар. Да, не мислејки дали ќе не повреди нас, а ти си ке нас. Так. Што за мене беше неоправдување. А ова со Лукас? Па на крај е крив Мицкоски и целиот државен врв, затоа што наметнал македонско, а не бугарско знаме. Не. Сака ќе каже дека власта е со Цеца многу блиска, а не со него и неговиот менеджер. Мене прво ми е прегрозно две странски продукции, значи едните се од една страна, другите се од друга страна, така, нели? Да се караат кај нас во Македонија кој повеќе да освои. На туѓо буниште. Мене тука прво ми почнува проблемот. Значи две надворешни продукции кои што носат своји артисти тука, се тепаат за пазарот. Најголемите веројатно. На нашето најголемите звезди ги има. На нашето на наш терен, да, наш тло. Тоа ми е шокантно. Прво тоа ми е шокантно. Второ, замислете што мене ќе ми се случи, јас да направам некаков престап во однос на настапување во Србија и јас да се лутам дека мене некој не ми дозволил против закон и да го повикам Вучич
Да причам, ти Вучиче, како мислиш вако да се понашаш? Ти Вучиче, Ти нараша да ме Телетабиси. апсат, да. Дали знаете што може? Мислам дека нема повеќе да влезеш во Србија во случај да излезеш, ако воопшто излезеш од Србија. Што сакаме повеќе луѓе? Значи, јас само кажав, некаде напишав, мислам дека под на Игор Дурловски статусот, имаше одлично писание во однос на темава, дека со оваа мала реакција наша на властите во однос на некои закони кои што мора да ги почитуваат изведувачите од надвор, ги спровоциравме реално да покажат каков однос имаат кон нас. Искрено сметам дека имаат понижувачки однос. Тоа е моето лично мислење. Дека сето на покажување многу ве сакаме, вие сте најдобра публика, е чисто лицемерие. Па еве, читајме ги редови. Како мислиш ти? Тоа е мое размислување дека колку и да сте нервозни, да се повикате вие на највисокиот врв во државата, да го нарекувате народот телетабиси, да упорно имате постојано секој ден нова изјава, да се мешате во политиката на една држава, а притоа сте естраден менаџер, кој што не почитувал закони за организирање настан, за мене повеќе од понижувачки. Тоа кажува каков однос вие имате за таа држава, вие сметате дека таа држава е ваша, под шатор. Па и да е ваша. Не, и да е ваша, не е ваша лично. Јас како македонка, тој однос така го сватив. Така. Не како естраден уметник, значи како читател, како публика, така го разбрав тоа. Можеби не сум во право, но тоа е моје мислење. Така. Дојдовме до самиот крај. Час и повеќе од час, бога ми. Охо. Брзо лета времето, времето. Добро. Сакам да се навратам нова, еве, да ги повикаме сите да дојдат на 13-ти. Да, ќе ми биде драго да има што повеќе народ, да дојдат на 13 декември во Македонска филхармонија, на kupikарta.com, веќе се картите во продажба. То нема да ветувам сега спектакли. Брда и долени, ќе ветам дека ќе се потрудам максимално искрено и емотивно и како што јас знам да го заокружам тоа 23 години мое творештво. Ќе треба ли парче што се ќе видиме на сцена и слушнеме? Ајде малку нешто. Па се ќе слушнеме. Ќе има и македонски еврегрини на крајот и родолюбни и можеби неколку дуети со мои драги колеги. Ама не ги кажам се, за 3-4 дена ќе ги откриам. Тоа се колеги со кои што соработувам, со кои што приватно дружам и мислам дека најприродно некако ќе бидеме на сцена. Најубаво ќе го покажеме тоа што сакаме да го испееме. Бојана Скендеровски, ти благодарам. Ти благодарам, Тони. Што беше гостинка во Ништо лично, направивме еден вака прошетка, еден омаж на твојата кариера, ти посакувам полна сала и пред се убав фидбек на концертот, што е најважно, ти посакувам многу нови проекти на продукцијата и да се видиме што побргува, дај Боже и за, ако се сеа 23, така доаѓа, и за 46 години. Е, порано да се видиме на 30. 46 многу, ајде на 30. Ајде нека биде, ни моја ни твоја. Ти благодарам, Тони, на убавиот муабет, на вистина кажав работи што можеби никош не сум ги кажала, пошто беа поставени на вистинскиот начин прашањата. Се надевам дека ќе бидеме бевме интересни за гледачите и дај Боже да работиме пак на некое друго шоу. Како се вели, вратата е отворена, останува овие спонзорите да тропнат. Само уште буџети да најдеме. да тропнат на неа. Не се откажуваме ние. Ти благодарам. Драги мои, се надевам дека слушнавте многу нешта кои сте ги начуле или прв пат ги слушате во животот, ама тоа е тоа. Никаде ништо слично како овде во Ништо лично. Вечера имавме уште една ексклузивна специјална гостинка, Бојана Скендеровски, 13 декември, Македонска филхармонија, незиниот концерт. Ако ја гледате премиерата, имајте убава вечер. Ако го гледате репризното или било кое издание во било кое време, 24/7, 365 дена во годината на каналот на YouTube на Курир, се надевам дека уживавте во нашиот муабет. И вечера со вас вашиот домаќин беше Антонио Димитриевски и уште еднаш Бојана Скендеровски. Ви благодарам и тебе, Бојана, и вам, а вие бидете тука и бидете така, се гледаме за 7 дена. Чао.